Почитувани граѓани, почитувани медиуми, навистина е срамота, почитуваниот доктор, но катастрофален министер Венко Филипче, своето катастрофално работење и менаџирање на министерството и не грижата за пациентите да го зацкрива преку деца од младината кои што ги пуштаат пред штабот на ВМРО-ДПМН да држат пресконференции. Здравството и сите клиники и болници низ државава се во катастрофална состојба. За жал, броиме црни рекорди и биланси каде што бројката на починати дневно достигнува рекорди. Бројката на ново заразени исто така секојдневно достигнува рекорди. Црниот биланс е 1212 починати до вчера, односно 606 починати на 1 милион жители, што не вбројува во земјите со највисока смртност. И за тоа не е виновно ниту ВМРО-ДПМН, ниту Христијан Мицковски, ниту јас како Димче Арсовски, ниту пак граѓаните, а најмалку медицинските лица. За тоа е виновен единствено министерот и политичар Венко Филипче, што не овозможува услови и не менаџира добро со целата ситуација и министерството. Секојдневно имаме десетици и десетици очајни жалби и молби од граѓани, јавно да говориме за третманот кон нив од страна на надлежните директорите на болниците и клиниките, каде што не ги примаат на лекување пациентите со тешка клиничка слика, бидејќи нема простор повеќе. Затоа граѓаните умираат. А просторот не може да го обезбедат граѓаните, туку треба да го обезбеди просторот и условите министерот Филипче. Но не му баш му е гајле, поважна му е политиката и политичките препукавања. Затоа ние решивме да го пренесеме гласот на граѓаните и нека не заборава Венко Филипче и СДСМ, нека се додека се кријат позади деца на пресконференции и не навредуваат и напаѓаат, тие ги напаѓаат граѓаните, бидејќи ги пренесуваме нивните маки. Ќе ви покажам само дел од сликите во каква состојба се наоѓа клиничкиот центар во Скопје. За другите градови не морам да говорам, бидејќи таму сами директорите поставени од Венко Филипче молат за помош преку социјалните мрежи и бараат јавни донации за болнички возила и останати услови. Најверојатно амбулантни возила нема затоа што завршиле парите кај заеви. Еве ги сликите. Ќе може и министерот да ги погледне, само доколку пропешачи низ клиничкиот центар тука во Скопје. Ова е денеска. Пациенти кои што лежат низ ходниците, оставени алатки низ ходниците во болниците. Како што реков, ова е состојбата на клиничкиот центар во Скопје од пред само 1 час. И министерот слободно може да прошета и да види во каква состојба се наоѓа клиничкиот центар, а не да стои затворен во владата, во министерството, да држи пресконференции и да се крие, да ја крие неговата неспособност и негрижа позади деца. Ѓубри и шут на секаде, пациенти заборавени по ходници, за жал некои беа заборавени и на ладна температура во дворовите во дворот на клиничкиот центар, немањето основни услови за работа на здравствените работници и, како што реков, целата слика можевте да ја видите на овие фотографии. Затоа граѓаните страдаат, затоа граѓаните за жал умираат и ја губат битката со корона пандемијата. Затоа Венко Филипче и комисијата на Караџовски се виновни за се ова и треба да си дадат оставки уште веднаш, бидејќи животот на граѓаните е најважен, а не политиката на Филипче и Караџовски. И ова ви е порака од граѓаните. Затоа сватете што побрзо. Благодарам.